Како да се препознаат лажните информации кои јавните сервиси ги пласираат во своите програмски содржини? Анализите на граѓанскиот сектор покажуваат дека има отстапки во информирањето кај одредени медиуми. За тоа како се креира вести да се препознаат лажните информации кои се објавуваат во етер, денеска има можност да се едуцираат и штипјани во рамките на проектот Јакнење на граѓанскиот активизам преку медиумска писменост. Целта на овој проект е да се зајакне граѓанскиот активизам, тоа е од една страна, од друга страна граѓаните да се едуцираат медиумски, бидејќи увидовме дека постои голем дисбаланс во примањето на вестите и расудувањето поврзани со вестите кои се емитуваат, тоест кои се публикуваат во етерот. Лажни или непроверени информации се пласираат и на социјалните мрежи, најчесто поради одреден интерес, додава Пекевски. Но како најлесно да се провери вистинитоста на информациите добиени од медиумите? Не треба да го зема информацијата само од еден медиум. Втората работа е што не треба да премногу да веруваат на порталите, бидејќи добар дел од порталите, бидејќи не подлежат под законот за медиуми, емитуваат различни вести кои се во некаков интерес на оној кој ги публикува. Во таа цел треба да првично, ако сакаме да донесеме, пак ќе кажам, некаков став или мислење, треба од повеќе медиуми да се информираме. Тоа е првото нешто, а второто нешто е треба да видиме дали тоа навистина така. Невладината Цивика Мобилитас денеска во Штип ја одржа првата од планираните две обуки на тема Јакнење на граѓанскиот сектор преку медиумска писменост. Вакви обуки досега се реализирани во Струмица и Охрид, а по Штип ќе се реализираат и во Кочани, Гостивар, Гевгелија и Скопје.